Looking like a baddie, I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Flip my hair, move my head, show the world I'm royalty. When I walk by, they be taking bows, cause they know I'm the queen, yeah. Здраво на сите и добро дојдовте во уште една епизода на Hype Her Up. Јас сум Срна и заедно со мене се две прекрасни дами, Љубица Георгиева Трифунова, нутриционист, и Стефанија Бубала, фитнес тренер. Предпоставувате, со нив две ќе зборуваме за здравиот начин на живот. Здраво, женски. Здраво, Срна. Како сте? Добри ли сте? Добри сме, ти како си? Супер. Убаво, конечно, сончево време. Имавме тешки моменти пред нас и се враќаме полека во нормала. Сакам како прво прашање, Стефанија, тебе да те прашам, да го скршиш ледот, точно. Сите баш девојки што сакаат да го скршат ледот со вежбањето и да почнат здрав начин на живот. Меѓутоа се чувствуваат уплашени и несигурни. Кој би ти бил советот или онака, како мотивираш некој? Ајде да почнеш од утре или кој ти е советот? Генерално има доста девојки и општо луѓе кои што е нормално да се плашат да почнат да бидат физички активни. Без разлика дали тоа станува за вака движбање цело тело, тератана, било како вид на спорт што е нормално. Ако претходно тоа не го пробала да го прават, секој почеток е тежко. И само треба да дадеш шанса и нормално најчесто и девојките се плашат еве на Инстаграм кога и по социјалните мрежи кога се објавуваат видеа, сториња, такви работи, се ставаат секогаш најтешките работи. Најтешката вежба јас денеска што сум ја направила, ќе се снимам и ќе се објавиш. Нормално е дека таа некоја друга девојка што го гледа тоа, може да изгуби само доверба, да си рече јас ова никогаш нема да можам да го направам, види девојкава како вежба или и така најчесто и со другите што вежбаат во сала. Ние ги снимаме тие што сакаат. Има девојки и вежбачи кои што не сакаат да снимаме, и луѓе кои што се окей да ги објавуваме како вежбаат и се тоа. И тоа на почетокот делува многу страшно за да почнат и да пробаат. Меѓутоа, нормално е на почетокот за се постои заменска вежба. Така. Секој нов член што ќе дојде кај нас, има на пример се случува девојче ќе дојде да вежба и вика јас бев балерина, можам се да. И е така заради тоа што се сосема различно, да. Вида на спортски активности, но треба да се даде шанса и прилика. Ние на секој почетник во сала даваме заменски вежби. Ако денеска е тренингот на пример, пошто кај нас секој ден е различна мускулна група на тренинг, и сега ако денеска кај нас вежба само нозе, на почетник што ќе дојде кај нас да вежба, не можеш да му дадеш само нозе да вежба, тоа прво не е правилно и здраво. Туку него го тргаш на страна, му даваш друг тренинг, му се посветуваш, другите околу во сала. Веќе се со месеци, па некои со години веќе уиграни, да. Само им го објаснуваш тренингот, они ти вежбат и ти се посветуваш на тој некој нов, кој што му е страв, кој што му треба време да се прилагоди, му ги покажуваш вежба по вежба, го коригираш чекор по чекор како треба правилно да се прават вежбите, и нормално и ќе се појава и воспаление на мускулатура и се. Да. Тешко е, може делува на некој не страшно, меѓутоа треба да се даде шанса, трпение и време. Некој ќе се прилагоди одма, може очекувањата дома ќе му бидат, мене ќе ми биде претешко, да. А уствари движењата да му бидат супер, да се прилагоди многу брзо, да наредна недела веќе да може да прави и потежок вид на вежби, додека кај некој тоа може да биде подолг процес, меѓутоа треба да се даде време. И мене не ми било така лесно. Давно јас порано сум тренирала ритмичка гимнастика, кога сум почнала да вежбам и јас како вежбач кај Елена, не ми беше едноставно, ми беше тешко. Јас мислев дека тренинзи веќе можам да ги правам, јас се имам кондиција, да. Ова да не можам да го правам, не беше така. И затоа треба да се даде само прилика да се проба, да се почне. Може нема да се пронидеш во нашата програма, но меѓутоа од негде да се тргне. Да се почне, да. Може би тоа е, значи најголема мотивација да утешиш некој, чекај, јас сум тука. Иде на еден пробен чат, нешто што можеш, тоа ќе пробаш да направиш, ќе ти даде нова енергија, ќе можеш да го продолжиш денот, без разлика дали било тренинг наутро, тренинг попладне, ти дава енергија да продолжиш, да си довршиш обврски, да ти биде побаво. Во моментот кога вежбаш е
тешко, меѓутоа кога ќе го завршиш тренингот, добиваш сите така велат. Тоа е така, може не изгледа така, но чувството не може да ми каже некој дека е обратно се, ако си направиш некој челендж па тренингот да ти биде претежок и ти да дојдеш дома утепан, меѓутоа енергијата во тебе е друга. Тебе може телото да се чувствуваш заморен од вежбањето, меѓутоа можеш да продолжиш да ги завршуваш обврските, дали да одиш на работа, дали да дојдеш дома, да отидеш до утрешниот ден, без разлика во кој период од денот го правиш тоа. Така, супер. Меѓутоа ете ќе почнат и ќе се мотивираат да вежбаат, но е битна многу исхраната тука, поготово на тие почетоци, верувам. Нагло да не се направи некоја грешка и често знаеме да си ги употребуваме оние стандардни популарни, да речам, исхрани како чија пудинзи, како смутиња, салати. Верувам дека има многу митови и дека не е баш се правилно. Ако одлучам ете јас да вежбам и ќе ми помогне фитнес тренер, меѓутоа мора да ми помогне некој како да се хранам или како да не се хранам. Кои се тие митови според тебе што не треба да ги применуваме? Вака сега, за да го формулирам ова прашање, пред се би сакала на Стефанија да се надоврзам на моментот што му кажа за прилагодување. Како е важен да се прилагодиме нели за почетови тренинг, така е важно и кон исхраната да се прилагодиме. Ако ние до вчера сме јаделе, не знам, фаст фуд, вржени помпери, джанк фуд, апсолутно нездрава храна, ние од утре не можеме да живееме на овошје, зеленчук, легуминози, тоа ќе биде апсолутен шок за нашиот организам. Значи, тоа се две различни работи. Во секој процес, дали е тоа вежбање, дали е тоа исхрана, треба да се почне многу внимателно. Не треба да се прават нагли потези, бидејќи замислете сега, 2 недели, 3 сме на некој строг режим со исхрана, на некои строги тренинзи. Да губи после. Така. Тоа доаѓа too much, премногу за нас, не можеме да го држиме едно темпо и наеднаш пропаѓа се. После тие 2-3 недели, месец дена, нит вежбаме, нит се храниме здраво. Значи, немаме континуитет и издржливост. Во храната најбитен е континуитетот и издржливоста. За да го имаме тој континуитет и издржливост, треба многу да се посветиме на индивидуалниот план на исхрана. Не на диета како класична или популарна диета, и се тука следат митовите кои што се доста актуелни еве посебно и кај спортистите и во фитнес или делот. Јас најчесто се подпирам на прехранбената индустрија и на маркетингот од нејзината страна. Значи, се тоа е еден огромен маркетинг за ние како потрошувачи да посегнеме по одредена храна и по одредени производи. Не значи дека ако е нешто премногу изрекламирано, дека е премногу здраво за нас. Актуелно беше пред, не знам, 10 години, така да кажам, кога излезе нутриплатот, кога излегува, нели, блендерите да се прават смутиња. Многу луѓе тоа го почувствува и самите на себе, дека во текот на денот со 1-2 смути само изблендирано овошје, што внатре нема веќе растителни влакна, нема, значи, витамини и минерали, не може да се абсорбираат, затоа што растителните влакна се изгубени, туку имаме само нагол сток на инсулинот и таложење суштина на мајка. Уште потешко име, не да немаат енергија, него како бомба во стомакот да имаш, да. Како бомба во стомакот, али многу луѓе сами на себе го почувствуваат тоа, каде што во континуитет ги практикуваат тие смутиња. Значи, ние природно и да сме гладни, повеќе од 1-2 овошки не можеме да изедеме, по зависност на дали сме во тренажен процес или не сме во тренажен процес. Во смути можеме да ставиме 4-5 најразлични овошки, тоа е премногу шекер за нас, кажувам шекер, затоа што овошјето кога е целовито е многу здраво да се јаде, меѓутоа кога е изблендирано ние ги губиме сите нутритивни вредности. И тоа би го одвоила како еден мит. Нема потреба од смути, јадете цело овошје, затоа што целата дигестија почнува во суштина од нашата плунка, тука ни се мора да гризаме, за да почне да се... Зашто ова е како каша, нешто како бебење што ни го блендирале, сме јаделе кашички, нели? Зашто сега
Точно, и таа плунка и тоа загрез и се и си има врска, нели, за нормално варење на храната. Апсолутно има врска. Може би понатаму, ако сакаш ќе се надоврзам за муабетов и на бебињава и кашички што ги сакам. И колку тоа може да има, нели, понатаму негативно влијание кај дечињата. Меѓутоа би спомнала уште еден мит што е доста популарен, еве на Инстаграм, како што спомна, нели, Илена, се е денеска Инстаграм, се е Стефанија, извини. Се денеска снимања овесните снеговки и овесната каша. Значи, тоа апсолутно не е храна за нас. Тоа индустријски толку преработено, толку е нутритивно сиромашно. Има внатре дури фитинска киселина која што ни ги отежнува апсорбцијата на многу битните минерали. Овес како цело зрно е нешто сосема поразлично и поприродно, за разлика од овесни снеговки и овесна каша што ние имаме комерцијално по сите маркети. Со вода, само смучка и супер, оброков ти е топа. Уствари, никако не ни треба да го помислиш да го купиш, не па да го направиш. Апсолутно, и уште еден ми би го издвоила тука од прехранбената индустрија, тоа станува збор за путерот кикирики. Толку е популарен, значи. Толку си го сакаме сите. Толку сите го види вкуса, не го сакаме, го обожаваме. Јас не велам дека овие работи не треба ние да ги користиме или треба скроз да ги тргнеме од нашата искрена, меѓутоа треба да бидеме внимателни, затоа што во секое добро има и нешто лошо, нели, и обратно. Конкретно во путерот од кикириките имаат премногу алфа-токсини самите по себе, кои што навистина знаат да го оптеретат нашиот црн дроб, да има доста негативно влијание и нема потреба од прекумерено користење на путерот кикирики. Сега, кога ќе го направиме дома, природно, нели, блендер, кој ќе ги свадиме марките од кикирики, може би ќе добиеме нијанса поздрав продукт. Меѓутоа, се што е во маркет, се што е индустријско, и од кој ќе прочитам од позади етикетите, така е, со додавано, точно, да, не е тоа воопшто здраво. Кажи ми, ме интересира, ете, кога ќе почнеш и здраво да се храниш и да почнеш да тренираш, како да се остане доследен и после 2-3 пати одење во теретана, мене пак да ми се оди. Дали знам дека не е кај секој различно и дека видливи резултати не може да имаш, или само што ти поминало тоа воспаление на мускули или мене ги текне са потреба се да ме боли. Како ги мотивираш, што им кажуваш, чекај, дојди сега, ќе прекина од следен тренинг, нема веќе ја те боли или... На некој начин вика тоа почнува да станува и зараза. Искрено, барем и вика нас нашата енергија во сала, заради тоа што ние во сала за време на еден тренинг, освен што вежбаме, се дружиме, гледаме да шириме позитивна енергија, можеби некој дошол од нервозен од работа или нешто, и ќе дојде ќе истори целата нервоза и стрес што има за време на тренинг. И никогаш тренингот нема само дејство на твојот физички изглед, кој ментално ти го подобрува да на некој начин здравието, да кажам. И сега тука е тоа одма јас кај почетници, кои што претходно не вежбале, напомнувам, ве молам, дојдете на редниот час, што најчесто термините се преку еден ден. И ги замолувам, дојдете на редниот час, знам дека ќе бидете премногу воспалени, меѓутоа тоа е нешто ново за твоето тело и за твојот организам и сега ти го запознаваш до тоа, да, точно добива шок телото, се воспалува, боли, не можеш да те движиш, меѓутоа на редниот час дојди, сработи колку што можеш и колку што ти дозволува телото. Така. Па ќе кажам, тежок е само почетокот. Првите 15 до 20 минути ти веќе го раздвижуваш. Ја мислев ќе кажеш 15-20 дена. Не. Шиме за 15 минути. И почнува телото веќе да се раздвижува и ти можеш да продолжиш понатака. Сега не се, можеби не одма да земеш големи килажи или некои специфични нешто, меѓутоа да се раздвижиш и со тек на времето, недела, 2, јас уште се воспалувам после тренинзите, да се разбереме, меѓутоа не може да биде истата воспала после првиот тренинг и после години вежбање. Тоа боли и само си викам, леле, добре, тренингот што го правев има резултат на моето тело и воспалено, меѓутоа не е тоа толку болно како првиот пат кога ти на телото му прави шок, например 2 месеци не ти правил ништо, да се разбереме, пешачење не, мислам, пешачење, физичка активност и се тоа, меѓутоа не може да се пореди со вежбањето кај нас во сала. Не можеш очекувањата да бидат кога нема да се воспалам толку многу, зашто јас пешачам, не е исто. Палата ќе биде голема. Така што тежок е тој период и
гледам на начин со зборување, со тоа да ги повлечам и да ги заразам вежбачите дека ќе им давам соодветни вежби и тренинзи за они да можат да се адаптираат. Не може колку и да е физички активна таа личност. Ние имаме скроз друга специфична програма и некој што вежба со месеци, јас навистина не ги мислам веќе во сала. Знам дека може тоа да го сработат, да, точно имаме вежбачи со малку поспецифични изолирани вежби, например ако имала повредено колено, не може да има толку виткање во колената. Тука, ама и тоа веќе вежбачите сами со текот на времето обучат, ти добре знам оваа вежба не смеам да правам, ќе правам нешто друго или дај ми идеја која вежба да ја правам ако не смеам тоа да го правам. Меѓутоа кај почетници се дават вежби кои што нивното тело полеки ќе може да го сварат, ајде да кажам, за да можат они понатака да се навлечат на тоа. Јас еве мојата лично прва група кога беше отворена на почетокот тие доаѓа чисто само за вежбање. До сега да пријатели, другари од нели од тератана, ајде да кажам, од вежбање, тие меѓу себе се дружат, па се прашуваат меѓу себе, ти нареден час ќе дојдеш ли? Така што они веќе некој сваќаат вежбањето како врска, туку дека ќе си поминат убаво, па добро, некој нема да дојде на тренинг, но ќе дојдат други, ќе си направат муавет, ќе размена денеска како го поминале денот. Едноставно ти доаѓа убаво. Како начин на живот, да, и меѓусебно се мотивираат, точно. Само што тука кај исхраната може и проблем, ќе ме викне некој баш така на ручек, или ќе отворам социјални мрежи и ќе некој ставил многу добро јадење, седнал ваму, седнал таму, или правеле дома нешто вкусно и он го објавил. И сега јас со тој не можем да се договорам за вежбање, туку ме вика уже на ручек. Кажи ми, имаш ли некоја финта? Сега ми направиш исхрана се и супер сме се договориле, срна од утре здраво ќе се храниш. Паѓам на искушенија. Имаш ли некој совет за во тие кризни моменти или си имал некој баш да ти се јави паника? Ама не можам ова да го издржам, ми се јаде човече нездраво. Или повеќе количински, да. Што им кажуваш така? Нема човек што не паѓа во искушенија, дали е тоа искушение по храна. Не знам, она сумнива ми, она многу е, гледаш со став. Јас сум за такви работи бус искрена. Мене ако ми се јаде, зошто тоа да јас се отикам дека би си направила полоша, ако ќе скратам тоа што во моментот, зашто еве да речеме дека имам навика за правилна и здрава храна, и сега ако мене ми се створило стрв дека ми се јаде, секам дека ќе си направам полоша, ако не, сега не знам количински да изедам 3 чоколади, да. Благо, меѓутоа дека ќе капнам ништо да ти го задоволам тоа чувство. Може би грешам, не знам, ама јас лично за мене така постапувам. Значи, Стефи, апсолутно си во право, нема начин како да кажам дека сега ние искушенијата, како да ги наминеме искушенијата. Прво, ние мораме на дневно ниво да имаме нутритивно богата храна, каде што ќе ги задоволи нашите базалниот метаболизам. Базата на базалниот метаболизам. Ако ние имаме нутритивно прилагодена храна према нас, и сега тука ќе се вратам на муабетот. Не постои начин исхрана и диета што важи за сите. Значи, апсолутно, сите имаме различна дневна потрошувања. Кој вежба, кој не вежба, кој има мисловна работа кога се трошат многу аминокиселини, значи там многу макри, многу шекери. Сите имаме различен ритам во текот на животот, нели, кој има повеќе време, кој има помалку време, меѓутоа доаѓаат моменти, нели, на слави, родендани, прослави, сега цела трпата, цела маса полна со јадење, нели. Кој би можел да одолее? Од се да си стави, да. Не треба ние да се фолираме дека не знам, јадеме само салати или јадеме скопно здраво. Моментот и клучот е во баланс. Доколку ние имаме даден режим према на како треба да храниме, ако само 70% од тој режим го изполнуваме, ние ќе имаме 100% ефект. Значи, ова би го кажувам од лично клиенти, како тоа делува. Моите совети секогаш према се, особено во периодот на слави, кога има најмногу кифлички, кога ретко нова година, кога најмногу се плашам во сала кога ќе ми се вратат мачите од бадник Божик од се. Исто така, јас со контролите кога ќе дојдат нели на повторно мерење и сега знаеме дека до сега сме имале фантастични резултати. Чекај сега, што ти стана на колку слави те поканија? Биваше ли на сите да отидеш? Мојот совет генерално е на сите. Ако вие пред
оваа програма храна пред да почна да се програма храната јаделе 4-5 кифли, не знам, со руска салата. Немој сега да не посегнеш по руската салата. Кифлите, само намалија количината. 4-5 кифли изеди 2 кифли во тој момент. Пробај тука малку да се исконтролираш. Нема некоја огромна филозофија, се е нели до нашата желба, до нашата организираност и до нашите дневни енергетски потреби кои што се најбитни. Посебно ние жените сите знаеме во период пред да добиеме хормоните како. Па јас мислам дека не постои жена што не паѓа во искушение за ред чоколадо или за нешто сладко. Точно. И тоа би се воздржала. Треба да се контролираме, но појако е понекогаш. Да. Секогаш имаме тука и алтернатива некоја. Ајде пробај сега да не биде тоа чоколадо, пробај нека биде некоја сува урма. Давам секогаш алтернативи, меѓутоа ако нели се поминуваат тие граници и пациентката навистина не може, не е крај на светот онако ден па пред циклус пробај нешто блажно. Точно. Зависи, верувам, и крвна група и некој претреба повеќе месо да јаде, некој течи, не ги ни млеко, не ги ни поднесува. Сега за себе вака се зборам и може ми требаат некогаш некои суплементи. Храната не ми ги вари убаво, ама ми треба ете витамини или суплементи како се кај вас подобро познати. Што мислиш за тие дали треба во одредени ситуации да се земат? Дали им препорачувате за полесно можеби вежбање? Знам дека има добри или недобри. Пример, протеин додавај си во исхрана, во некој оброкче. Да, ја искрено од лично искуство ништото креатин дополнително не. Да, точно, јас уште не, колку и да е срамот ова да го кажам, ја уште не готвам. И живеам со некој што може да ми спреми оброки се тоа, конкретно еве Јелена. И она готви со изброени протеини, јаглехидрати, мати, сето. И знам дека секогаш она кога ќе сготви точно, знам дека јадам правилно и се тоа. Меѓутоа тоа е зашто мене ми се остварила прилика да ми е се така поклонето на тацна и да ми е тоа така. Да, инаку немаат време, тоа е многу проблем. Да, јас ама дополнително да земам вода или нешто со протеин или креатин, дополнително да земам, се уште не се чувствувам дека треба тоа да го правам и лично и не го препорачуваш. Да, и на вежбачите искрено не се ни случило да ме праша некој заради тоа што тоа ние не го презентираме, барем јас на моите тренинзи, можеби кај сестра ми има друг вид на вежбачи, да не зборам кај зетни таму вежбаат кросфит и можеби тоа им треба на телото, не викам не 100%. Се има и совети, размена на искуства и се, меѓутоа најчесто кај мене во сала на моите тренинзи, заради тоа што се бара истонирано тело, да не е премногу со преголеми мускули, не знам што, или станува спор за намалување едноставно само на килажа и гојазно, така што не сум дошла во ситуација, искрено не сум многу искусна да зборувам за тоа, дека во текот на исхраната внесувам доволно протеини, знаеме дека протеинот е суплемент кој што го храни мускулот, тоа е така, и го внесувам преку храна, меѓутоа дополнително да се, пак ќе кажам, може до годините, ама не сум се сетила дека ми треба. Но тоа, за јас дополнително да земам некои такви суплементи. Така би се надоврзала на Стефија околу протеините, бидејќи сакам во оваа прилика да спомнам дека оваа година за прв пат во Македонија се отвори специјалистичка студија за фитотерапија и суплементација и јас сум еден од специјалистите на таа студија. Сум многу горда искрено на професорите таму, затоа што целата катедра работи на најнови истражувања, одвираат, значи, клучова таму наука, и многу се работи на моментот на синергијата на суплементите, како делуваат во одредени ситуации. Не смееме оваа тема наивно да ја припатиме, да докато сега збориме малку полаво за храната, кога збориме за фитотерапијата, фитотерапија е момент на суплементи од екстракција од билки. Кога некоја билка е екстрахирана и ние за одредена помош ја примаме. Тука спаѓаат во суплементација, спаѓа и протеинот. Стефија е премногу млада и апсолутно преку храна може да се внесе што е потребно. И да израчуна протеините колку што и се необходни. Меѓутоа има одредена категорија на луѓе каде што не е возможно преку да се прими тој број на протеини. Тука ќе ги спомнам жените што се во перименопауза и веќе во менопауза.
доаѓа до еден природен физиолошки процес кој што се нарекува саркопенија. Саркопенија е моментално постепено губење на тонусот на мускулите. Природен физиолошки процес кој што на секој од нас би се случува неизбежно. Па во самата таа физиологија во метаболизмот доаѓа до катаболизам на протеините, односно до побрзо разложување на трошок. Побрзо ги снемува. Побрзо ги снемува. Тие категории на луѓе мора да на некој начин и да суплементираат во одредени ситуации, затоа што е невозможно ние да ги внесеш со храна, точно. Перос. Имаме и друга ситуација кога станува збор за суплементите, затоа што нели све е достапно. На интернет се рекламира све и свашта и сите посегнуваат по се, тука треба огромна внимателност. Јас апелирам без стручно лице да не се зема никаков суплемент, затоа што и обични минералот цинк, што го пиевме сите за време на короната, во синергија со било кој антибиотик, може да предизвика нешто што не предизвикува ништо конкретно, туку го разложува дејството на антибиотикот, затоа што све оди во нашиот црн дроб, тие процеси се случуваат во црниот дроб, апсолутно може да го намали исклучително дејството на антибиотикот, ние под некоја терапија. Понатаму најобичен чајот кантерион може премногу да делува на одредена група на лекови, но конкретно имам пациентка што има проблем со генетски покачан холестерол. И си прима терапија конвенционална за тој генетски покачан холестерол. Меѓу време, во даден период пиела чајот кантерион, бидејќи чајот кантерион навистина делува физички нормални. Меѓутоа не е холестеролот се кача. Не се кача од кантерионот, туку кантерионот од комбинацијата има разградено дејството на конвенционални апчиња и тука може да дојде до навистина големи проблеми што воопшто не се наедни, иако може би изгледаат наедни. Така. Апелирам на предпазливост со суплементите и со билките. Да. Има разлика, да, точно. Дали сега се сум слушнала, све почињам наеднаш да зимам и витамини, и се хранам, и суплементи, и тренирам, и ја мислам дека сум супер и ќе направиш една крвна слика и ќе си извадиш од памет тоа се отишло надоле и нема никакви ефекти позитивни. Ме интересира дали има разлика во тоа кога тренираш. Имам пријателки, колешки кои што можат само навечер да тренираат или некои можат само пред работа. Ме интересира прави ли тоа разлика, се препорачува ли само наутро, на гладно или како го препишуваш тренингот? Сите ние различно функционираме. Никоме полесно да вежба наутро, никоме полесно да вежба навечер и тоа зависи од начинот на живење, начинот на исхрана. Се тоа е еден ланец и круг кои се пратат меѓу себе работите. Така што има, например, луѓе на кои што откако ќе почнат да јадат и да внесуваат храна во организмот, едноставно после тоа не може да вежбаат, зашто може да имаат тегоби, а има, например, луѓе на кои што внесувањето на храна воопшто не менува нешто дали ќе вежба пред да јаде или после јадење. Да, така што сега тоа зависи и од квалитетно спиење. Например, јас лично кај мене имам приметено, кое што не секогаш ми е возможно да го применувам, меѓутоа кога ќе станам од спиење, ми е многу полесно, многу сум поодморена и се чувствувам дека многу поубаво можам да го сработам тренингот, отколку зашто мојот ден, барем сега во периодов на вие неколку години со факултетот, имам многу врски од сабајле до вечерта. Јас вечерта кога ќе останам на крај во сала да извежбам, се чувствувам дека ниту го отработила толку квалитетно тренингот како што кога би можела, кога ќе станам од табајли, уште не сум почнала да ги завршувам од врски. Затоа кажам дека тоа е секој различно. Ако некој пример, еве конкретно ќе се фатам работа во седната положба. Да, ти умствено треба да размислуваш многу да го завршиш тоа, меѓутоа ти физички не си премногу активен, па може и после работа подобро ќе ти дојде да вежбаш навечер. Да. Но и луѓе кои што се физички цело време растрчени додека си ја работат својата работа и кои што губат енергија и желба и се како да не се изразам утепани после тоа да вежбат, мислам дека кај нив би било поубаво и повеќе би можеле да го сработат тренингот од забајле, но пак ја еве тури се храната сум приметила.
на крајот од денот, кога ќе завршам со јадење, кога ќе дојде времето за моето вежбање, мене ми е многу потешко да вежбам со пол стомак него од сабајле. Не е дека не можам да вежбам, да се разбереме, сите можеме да вежбаме во било кој период од денот, дали од сабајле, дали попладне, дали навечер, но е разликата колку можеме ние да го издржиме и да биде квалитетен тренингот. Ни одговара да го сработиме тренингот, а тоа само зависи од начинот на живење, што работиме, каква ни е работата, како го издржуваме целиот тек на денот со исхрана, во колку часот стануваме од сабајле и на некој начин е веќе и навика. Ти ако се навикнеш дека во 6:30 треба сабајле да станеш, за во 7:30 да одиш да вежбаш, е тоа супер и ти можеш да продолжиш така, меѓутоа што правиме со луѓето, кои што може да звучи смешни и ти ќе кажеш абе ајде тоа можеш да го смениш и да се пренавикнеш, меѓутоа ако некој се е навикнал да станува во 9-10 и му е проблем да стане во 6 за вежбање, при тоа не му е приоритет, на него секако му е поубаво попладне дали било тоа во припечерните часови или нели само да не е од сабајле, него еднотамно тоа му одговара повеќе и може да го издржи тоа темпо на живење. Значи, може би, најдобар совет би било, ако сте добро наспани, може да тренирате, дали сабајле, дали навечер. Само добро да биде организиран денот. Добро организиран денот, јас сметам дека не е проблем. Ке имаш време за се, точно, и енергија, ете. Ме интересира, исто така, кои се клучни некои работи, што луѓето ги забораваат и не им паѓа ни на памет при исхраната. Нели, најпознато кај нас е, нели, значи, пи вода, пи што повеќе вода, супер, ќе ти биде. Има ли нешто така друго што као, јас ово уопште не го правам? За водата често сите знаеме, леле, да ми се пожалати пријателки, многу малку пијам вода и као од тоа те боли глава или има ли уште нешто такво? А е клучен фактор што му треба на организмот? Ние генерално забораваме да јадеме природна храна. Тоа што од нашето поднебје и тоа што имаме тука. Значи, тоа е правата храна за нас. Значи, ова денешно модерно време и брз начин на живење не наведен или на други навики. Што тие други навики си носат преголеми последици. Сите знаеме колку е зголемен бројот на кардиоваскуларни пациенти, колку е зголемен бројот на обезност кај луѓето. Таа обезност какви последици понатаму носи и ред други работи, ама ќе се вратам кај мојавата слободава. Генералните препораки и она што јас лично не можам да го слушам конкретно од моите пациенти. Морам ли 2 литра вода да пијам? Не мораш 2 литра вода да пиеш. Сите имаме различен метаболизам на согорување, на масти, на протеини, на енергија, различно темпо на живот и на вежбање. Значи, некој што вежба, што е вежбач, што троши повеќе вода од самиот организам, нормално дека треба да испие повеќе вода, а некој што седи во канцеларија 8 сати пред компјутер, нема никаква физичка активност, нема до толку потреба од тие талици вода. Само ќе оди почесто во тоалет. Па може да направи електролитен дисбаланс во цревната микрофлора, па може да ги оптерети бубрезите или други работи. Секој мора да се најде идеалната количина колку течности треба да испие во текот на денот. И се во течности кој не е само водата тука, луѓето пијат и кафе, пијат алкохол, пијат сокови, значи има најразличен, нели? Така. Течности што овоше кога јадеме, самото овоше е полно со вода, тоа овоше значи ние пијаме вода. Треба секој да си го знае оптималниот баланс, меѓутоа и да не заборавиме да пиеме вода. Добро. Важи, готово да говориме. Ќе се караме, ќе продолжиме да се караме, ма да знам, значи кога ќе речат пи, ќе добро бе, не ме форсирај, ќе речат. Зборев јас со бубе. Да, добро. Дали можеш да ми споделиш некои совети за баш оние луѓе што немаат многу време и што уопште немаат време, има родители што се стварно со 2, 3, 5 деца, со 2 работи и они сакаат да имаат физичка активност, меѓутоа не само таа физичка активност од дигни спушти дете или пренеси ова таму, ова ваму, ефективни ли се и може ли за 15-20 минути јас да се сконцентрирам
да се слушнам со тебе или да ми кажеш не стигнав денес со теретана, кажи ми Стефи да направам волку чучеве, волкова може ли нешто да имам тренинг денес? Малку повеќе во нашиот свет на вежбачи ќе го сватиш тоа, но јас кога ќе кажам дека кога ќе ми каже некој вежбач немам време за вежбање, јас кажам дека тоа само се изговори. И тоа ќе го разбереш тогаш кога веќе ќе се навлечеш на вежбањето. Па и тоа како после ќе наоѓаш време за вежбање, така што сега да не кажам откако стана ковидот, стана и многу популарно вежбањето дома. Ние си уште имаме платформата онлайн, каде што имаме и платформа каде што ние веќе сме снимани со тренинзи, ти не пушташ пред телевизор и не гледаш и не повторуваш, меѓутоа имаме и во живо на Zoom каде што држиме тренинзи, додека ја сум во сала, еден од термините кога покажувам вежби и објаснувам дека се во сала, истото го работат и тие дома уклучени со камера. Супер. Да, работата е што нешто финансиски премногу не е тоа многу и товар, зашто не мора да купуваш, ако сакаш по-професионално, тоа би било супер. Но може ранец да наполниш со шишиња вода и да ти лаже. Едно трпезариско толче кој што веќе постаро и не ти стои во кујна за да ти биде убаво и да ти користи, можеш да го искористиш за реквизит од дел од вежбањето и ние имаме направено вежбите кои што може да се прават во сала со тие реквизити да може да се прилагодат со реквизитите кои што ти се тебе на располагање дома и да имаш добро ефективен тренинг и да се чувствуваш дека си извеждан, а искрена да бидам и еве дел од вежбачите кои што се уште вежбаат онлайн имаат прекрасни резултати. Тука главно е исхраната, нормално не може само со вежбање, 70% повеќе влијае исхраната од вежбањето, но не е дека се неефикасни, како што се физички, толку се ментално ефикасни, но и луѓе кои што веќе премногу ќе се зарадат со вежбањето и сакаат да вежбаат, но дали било далеку живеат, зашто ние колку локации да отвориме, на некој ќе му биде пак далеку нашата теретана или сала без разлика, така што дали било тоа од локација, дали ете децата нема кој да ми ги чува, сакам да извежбам, ама условите ми се само дома, има начин и може да се вежба од дома, само треба малку поголема желба да се има, така што супер ефикасно мислам дека тоа ја пати ми се случило, сега веќе не може би зашто поубаво си го имам организирано времето, меѓутоа порано кога уште не знаев тоа да го хендлам добро, дома си вежбав, мислам јас, да, точно и знам да си го напишам тренингот и што сакам, која ми е целта, не било со некое преголемо оптеретување и реквизити, меѓутоа доволно тренинг за јас 30 до 40 минути да се извежбам, да се почувствувам малку поубаво и да го тргнам на некој начин како обврска и дека сум си направила нешто убаво за сама себе. Така, може значи. Може. Кратки, ефективни, може. Да. Имаме најчесто пак слушам, освен ова за водава да се пие, најчесто слушам дека си имаат се повеќе жени проблем, односно дефицит на железо и на калциум. Дали и може навистина со исхрана тоа да се подобри, зашто јас лично сум имала проблем со истото и ќе ги испијам и оние ампули 2-3 месеци и тоа ќе се качи на некое многу добро ниво. После неколку месеци една настинка и повторно имам железо 2. Што навистина е многу тешко да се живее така. Како жените може да се изборат со тие еднаш за секогаш? Еднаш за секогаш, за жал нема, посебно во проблемот кога имаме дефицит на железо. И сега тука не можам премногу да генерализирам, затоа што тука можеби станува збор кога имаме ниско железо за некој вид анемија. Можеби е вродена, можеби е генетска, можеби е моментална, можеби од крварење, значи има разни причини. За тоа да може да се утврди што е потребни се подетални анализи за да знаеме како да пристапиме на проблемот. Имаме на пример ниско железо од моментален грип, напинка, вирус, што навистина го слободното железо го намалува, меѓутоа нашите резерви, перичинот е полн. И ние, во принцип, иако имаме на крвна слика ниско железо како резултат, тоа не значи дека сме ние анемични. Тука се гледа и хемоглобинот, се гледа доста други параметри. Како еден генерален совет, што пак ќе повторам и не можам баш да генерализирам, и за почеток да го тргнеме митот дека спанаќот ќе ни го качи железото, спанаќот нема да ни го качи железото, спанаќот ќе ни го симне железото, затоа што е полн со скалати кои што не дозволуваат врзување на тоа железо.
плюс не содржи значи органско, туку е неорганско железо. Тоа сама друга форма, хемиска форма на железо. Панаќот. Го сакаме преку исхрана некако да си помогнеме, да не е тоа суплемент железо, како што се разбира дека нели со ампулите некое време ќе биде окей, па понатаму повторно потаму со ниско железо. Во исхраната најмногу железо кое што е искористливо за нас се наоѓа во црвеното месо, во телешкото и во јунешкото. Ние не конзумираме црвено месо, нема да можеме да одржуваме оптималното ниво на железо. Меѓутоа, тука има и некои финти, да кажам, за подобра абсорбција мораме да примеме и витамин С, затоа што полесно се транспортира. Да се така. Да се врзе како да може да се врзе нели железото. Тука препорачувам исто и поголема количина на јајца да се конзумира, можеме да одржуваме оптимално ниво на железо. Пред нели, доколку јадам уброк со месо, во салатата препорачувам лимон да се истреби наместо некој оцет, да имаме доволна количина на витамин С и да биде искористливо. Ова некои генерални совети, а кога станува збор за калциумот, најчесто кај жени во перименопауза и менопауза доаѓа до дефицит и до ниво калциум. Меѓутоа тоа не е затоа што они не јадат храна богата со калциум, како млечни производи или не знам, во бадемите, во сусамот, во таанот. Имаме доста храна која што е полна со калциум. Не би ни недостигувала нас калциумот од храна. Тука се случуваат метаболички процеси, како што хормоните имаат голема улога, и може само тој калциум што го внесуваме преку храна да не се транспортира правилно и да прави фалсификати. Тука повеќе би ставила акцент на витамин Д. Докато има пониски количина на витамин Д, калциумот може да калцифицира во нашиот организам под дејство и на хормоните. Во периодот најчесто во перименопауза и менопауза. Така. Кај жените па затоа може да дојде до остеопороза, каде што нели тие се неколку состојби каде што жената се ги влече со себе. Така да препорачувам овие жени да си останат, да си конзумираат, да исхранат што богата со калциум, меѓутоа да обрнат внимание на витамин Д во која количина има и никогаш своја рака да не го земат суплементот, тука да испитаат која има количина на витамин Д, доколку има дефицит, тогаш се. Супер, ти благодарам многу. Ова беше најпоставувано прашање кога спомнав дека ќе бидам со вас на маса. Тоа се едноставно некои секојдневни проблеми за кои што најчесто си разговараме. Освен такви ензими и параметри во крвта, во телото, сме се повеќе стресни, анкциозни. За крај сакам и двете да ве прашам колку има влијание тренингот, колку има влијание исхраната во тоа, може ли ако имаме здрав начин на живот малку повеќе да се тргнат тие модерни болести што ги викаат, а веќе секој втор со нешто, дали со стрес, дали анкциозност, нерасположеност се соочува. Искрено повеќе мислам дека во сала имаме клиенти кои што вежбаат заради тоа, отколку за да бидат згодни, зашто да го тргнеме. Ние секогаш кај нас на тренинзи не сме сакале да презентираме дека имаме цел да направиме згодно убаво тело, но да бидеме здрави. Вежбаме за да бидеме здрави. Што здравиот типот, нели, да не се разболуваме, да не сме повредени, да намалуваме ризикот повреда и се тоа, ментално да сме здрави. Зашто пак ја кажам, има клиенти кои што се најгласни, кои што се доминантни, кои што денес ќе им се падне еден брод, ќе дојдат во сала, ќе се извежбат и тие се најтивките во ќошок. Ти вика, јас ќе се извежбам за да ми помине, да го тресо, да го истурам, но тоа нека ти се случува да ми го кажат, без јас да го приметам, него дојде ќе ми каже, Стефи, денес има лош ден, стресен ден, дојдам да извежбам, да ми помине тоа, може видите, ќе размислам малце како треба, што треба понатака да постапам со тоа, ќе бидам потивка и може ќе си го средам проблема. Така што јас мислам дека тргам и од сама себе. Мене периодов најголем стрес ми е факултетот и тоа го кажувам гласно и колку и да се трудам и да викам нема да се стресирам за ова, има многу постресни работи од ова, нормално сите сме биле студенти, сме го поминале тоа, меѓутоа тоа е појако внатре од тебе. Точно. И некогаш кога ако некоја моја другарка стретот го поминува тоа, дојдеме на кафе и ќе разговараме, јас некад барам тој стрес да го итурам на тренинг.
ќе влезам сама во сала, ќе се испукам, што викам, ќе се извежбам и на тој начин некако го трошам тој, ајде сега ќе се стабилизирам, ќе дојдам дома, ќе продолжам да учам и сваќам дека можеби ја тоа можам да го направам и без стрес. Така што мислам дека повеќе помага ментално, па при тоа си дејствува и си прави ти поте да си задоволна и со намалување на конфекцијски број и со самото тоа и дава мотив за вежбање. Значи, например, некој дошол да вежба чисто рекреативно. Неговото задржување кај нас во сала, па и не кај нас во сала, ама да е физички активен, дали ќе тренира кај нас или потоа ќе продолжи да тренира на некој друго место, е самото тоа што ќе добие мотив, ќе намали конфекцијски број. И као сваќа дека вежбањето придонесува, тука и исхраната, пак ќе кажам нормално, меѓутоа не би зборала ја многу за тоа зашто она е сепак поискусна. Меѓутоа сите тие работи се поврзани меѓу себе и те држи во тоа некое темпо на здрав начин на живење. Не треба да држиме диети, не треба да вежбаме за да бидеме згодни, да имаме стомачни на плажа. Треба да вежбаме и да внимаваме на исхраната за да сме здрави. Ред чоколада денеска не е нездраво. Тоа е нездраво ако ние секој ден го конзумираме во преголема количина. Но можеби мене сега во моментот ми се јаде ред чоколада, пред ќе ми го намали, барем јас така мислам, јас тоа ќе го направам сега, но не во наредните 5 дена, јас проблемот да барам да го решавам со тоа, така што треба да премине само во еден начин на живење, а не обврска, за ние да останеме во континуитет и со вежбање, со внимавање на исхрана, да не ни стане одбивно. Така што мислам дека пак ќе повторам дека ментално многу повеќе дејствува отколку физички, после тоа само по себе ќе си дојде. Да, изборува. Ментално многу повеќе. И за исхраната? Синергијата е клучна степета, да го кажам. Значи, исхрана, тренинг, сега јас тука и психолог би додала исхрана, за сите овие 3 компоненти да бидат целокупни, затоа што, ева, јас лично како нутриционист не сум доволно едуцирана во психолошките моменти кога луѓето се во период или на анксиозност, на депресија. Да, и ти ќе ги караш што си јадела, не се договоривме ова да го јадеш, ама може некоја друга мака посегнуваш по јадење, да. Затоа што многу пати и психичката мака не тера нешто да посегнеме. Затоа мислам дека за ова прашање психолог би требало стручно да одговори. Јас само од мој нутриционистички агол би кажала тоа што најчесто се постигнува во тој момент. Храна која што е преполна со одети чипсови, смоки, затоа што таму има компоненти кои што лажно ни го качуваат хормонот на среќа и ни даваат моментално чувство и задоволство. Значи, барем да пробаме да се тргнеме од тие работи, ако нешто ни се грицка, нека биде сончоглето најмала рака, нека не биде чипс. Да најдеме секојаш на по-блага варијанта, и да не дозволиме да сме гладни во текот на денот и да јадеме сиромашно нутритивно сиромашна храна, за да дојде до искушение на анксиозност, да не можеш да издржиш, да се јаде нешто сладко. Треба да е добро испланирано, меѓутоа и да не идеме во екстрем. Да не идеме во екстреми дефинитивно. Така, се што е умерено е добро. Ви благодарам многу. Многу ми беше убав разговорот денеска со вас. На сите што не гледа, слободно им препорачувам да напишат долу во коментари некое прашање и за двете мои гостинки може да се видиме пак во некоја следна прилика со нови совети, со нови модерни митови да ни ги демантираш или нови вежби ти да ни презентираш. Ви благодарам што бевте дел на уште една епизода од Hype Her Up. Се гледаме наредна среда во 18 часот. Чао! Looking like a baddie, I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Flip my hair, move my head, show the world I'm royalty. When I walk by, they be taking bows, cause they know I'm the queen, yeah.